Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Време во надвор навистина се збрлаве. Не знаеш што сака. Во само една недела сменивме 4 годишни времиња. Море не за цела недела, туку за еден ден. Наутро е зима, попладне пролет, попладне лето, приквечер есен и вечерта повторно зима. Да полуди човек. И еве тераме продолжен викенд, а мислам дека многумина како да не знае каде да заминат. Дали на плажа, да се брцнат во море или езеро, или да одат на планина да скијаат. Лудило. Исто лудило како што е политичката ситуација недела. Топло-ладно. Од една страна добри вести, од друга лоши. Не знам од каде да почнам, но еве, нека биде од ова. Нов обид да се заобиколи ветото во рамките на Европската Унија. Во Германија во напредна фаза е изработката на нов механизам со кој треба да се блокираат абсурдните вета, како што е бугарското вето за Македонија. Според тој механизам, специјална арбитражна комисија би оценувала дали некое барање, како што е на пример тоа дали Гоце Делчев е македонец или бугарин, внесувањето на бугарите во уставот и слично, како услов за членство во Европската Унија, е според копенхашките критериуми или не, објавува весникот Нова Македонија. Клучната поента е давањето важност на копенхашките критериуми, доколку некој во иднина во текот на процесот, како што сега го прави тоа Бугарија, постави некое барање што не е во согласност со одредени принципи на Лисабонскиот договор, тогаш тоа прашање ќе оди на арбитража. Дали едно барање според копенхашките принципи или не, арбитражниот процес би се одвивал со соодветна динамика за да не се дозволи предолго чекање без потреба. Според весникот, со овој механизам, кој веќе бил во напредна фаза на изработка, би се избегнало и заглавување во однос на тоа дали ќе се воведе гласање со квалификувано мнозинство, затоа што членките не сакаат да изгубат еден за нив важен инструмент кој неизвесен начин ги штити. Овој инструмент би се користел и за други случаи. Информацијата доаѓа во исто време кога во цунамито од бугарски националистички амандмани за годишниот извештај на Европскиот парламент за Македонија има амандмани на самиот известувач Томас Вајц. Тој бара од Европскиот совет да каже каков е правниот статус на вториот протокол потпишан меѓу Бугарија и Македонија. Со други зборови, Вајц бара одговор дали влегувањето на бугарите во уставот е вистински услов од преговарачката рамка и дали од нив зависи почетокот на преговорите или е само дел од документ кој нема никаква важност. Во моментов постои иницијатива со што се предвидува Македонија заедно со Украина, Црна Гора и Албанија да стане членка на Европската Унија на почетокот од 2027 година. Со учество во работата на Советот, комисиите и телата на Унијата, но без право на глас. Со овој модел постојат два задолжителни услови: усогласување на заедничката надворешна и безбедносна политика, со што Македонија веќе го има исполнето, и владење на правото. Не знам дали сте приметили, во последнава година се повеќе се појавуваат иницијативи од различни кругови, но и од самиот Брисел, со кој Европската Унија признава дека е веќе време да се смени еден фаличен механизам, во случајот правото на вето, кој го кочи процесот на проширувањето, кој пак е клучен во овие нови геостратешки поместувања на глобална сцена. На Европа во моментов после војната во Украина и нападот на Иран, најмногу од се и треба обединување, но и проширување на своите граници за да го задржи своето место на глобалната сцена. Само така ќе може да им парира на големите сили како што се САД, Русија и Кина. Значи на група германски пратеници им дошло прекуглава од глупи и абсурдни вета и изработиле план како тие да бидат надминати. Во суштина предлагаат да постои посебна комисија, веројатно од европски врвни експерти правни, кои треба да проценуваат дали некое абсурдно барање на некоја нивна земја членка е во согласност со копенхашките критериуми или едноставно станува збор за нечи инеет или каприца. И ако оценат дека барањето не е во склоп со европските вредности, европското право и клучно, не е дел од копенхашките критериуми, кои се еден вид устав за земите кандидати, тогаш тоа барање не смее да биде дел од преговарачкиот процес. И како такво, заради него, не може да се става вето. Ова би требало да се однесува на сите земји, значи предлогот не е смислен како нешто специјално за Македонија. Туку се однесува за сите вета кои земите членки од позиција на моќ ги имаат ставано или се закануваат дека ќе ги стават на други држави со кои би им го загорчиле животот. Само затоа што така им се сонило. Доколку навистина вакво нешто би се вовело, тогаш во нашиот случај се би било јасно како ден. Нема некој експерт или правник кој би пресудил дека некакво глупо барање, како на пример дали Гоце Делчев е бугарин или македонец, или дали јазикот што го говориме не постои или е дериват на дијалект на бугарскиот, дали сето ова е во согласност со копенхашките критериуми или дали внесувањето на бугарите во уставот може да биде услов за отпочнување на преговорите.
Едноставно, целата бугарска офанзива против Македонија би паднала во вода. Сега ви ја раскажав оваа иницијатива не затоа што верувам дека сигурно ќе биде прифатена или еве дека веќе постои некаков консензус во рамките на Унијата по неа, туку само како предпоследен всушност пример дека на се поголем дел од европските земји им е преку глава од абсурдните вета и непринципиелни уцени. Тоа што за нас е важно е што оваа иницијатива следи само неколку недели, например, откако и самиот известувач за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц нели побара од Европскиот совет да пресуди дали барањето за промена на уставот е воопшто услов за почнување на преговорите. Нели минатата недела говорев дека во цунамито од бугарски националистички амандмани за годинешниот извештај на Европскиот парламент за Македонија има амандмани и од самиот Вајц. Со него тој бара Европскиот совет да каже каков е правниот статус на фамозниот втор протокол подпишан меѓу Бугарија и Македонија. Оној на кој подпис, ако памтите, без да трепне си стави османи. Ништовен договор, парче хартија кое не е усвоено никаде и од никого. Не е дел од ниеден правен систем и е спротивен на македонскиот устав и слично. А во исто време, протокол кој експлицитно наведува дека следната меѓувладина конференција, која треба да биде последната фаза нели пред отварање на преговорите, ќе се одржи откако Македонија ќе ги вклучи бугарите во својот устав. Или едноставно луѓе, Вајц бара одговор дали влегувањето на бугарите во уставот смее да биде вистински услов или предуслов во преговарачката рамка и дали од нив од оваа промена може да зависи почетокот на преговорите, затоа што тоа нели не е дел од Копенхашки критериуми. Ако Европскиот совет реши дека тој не е дел од рамката, уставните измени ќе престанат да бидат услов од Брисел. И точка. Значи целата приказна со амандманот на Вајц има иста цел, например, како и германскава иницијатива, само наместо некоја арбитражна комисија, Европскиот совет да има улогата на еден вид посредник или суд кој би решил дали барањата и уцените на Бугарија се во согласност со европските правила и дали тие смеа да бидат услов за отпочнување на преговорите. Значи веќе зборуваме за две иницијатива. Но ако памтите, имаше и една друга. Македонија заедно со другите земји од Западен Балкан на почетокот на идната 2027 година да стане членка на Европската Унија, но без право на глас. За ова сценарио за некаков вид получленство говореше премиерот Христијан Мицкоски во вчерашната емисија на Канал 5 само интервју, за кое вели дека е дел од мировното сценарио за Украина и евроинтеграциите. Постои една идеја која што се погласно се слуша и во Брисел и наоколу, и го опфаќа мировниот план за Украина. Првото сценарио е да Украина, заедно со Црна Гора, Албанија и Македонија, стане земја членка на Европската Унија. И тоа да се случува на почетокот од 2027 година. Седне на масата, се развива и македонското знаме во Брисел, но без право на глас. Сето ова би подразбирало постепено исполнување на обврските за затворање на поглавјата и како ќе се затвараат, така постепено ќе се интегрира, се додека целосно не го усогласи својот систем за она што го бара Европската Унија. Заедно со ова, задолжително се и два услови, и тоа заедничка надворешна и безбедносна политика и владење на правото. Нели говоревме дека идејата некоја држава да може да влезе во Европската Унија да нема исти права како останатите членки, особено правото на глас во Советот на ЕУ, не е официјална политика на Брисел. Договорите на Европската Унија, односно основачките правни акти, не предвидуваат ваква категорија членка без право на глас. И точка. И ова иницијатива, слично како е на германската или таа на Вајц, не произлегуваат од формална одлука на Европската комисија или Европскиот совет. Станува збор за концепт кој постепено нели се развива меѓу интелектуалната елита, но и во тајни разговори меѓу дел од политичарите. А подоцна може да влезе во поширока политичка дебата како можно прагматично решение за забрзување на проширувањето. Дека не станува збор за нова идеја, нели сведочи фактот дека само последнава година еве премиерот на Албанија Еди Рама во повеќе прилики започна да пласира тезата, секако само за Албанија, дека може да стане членка до крајот на 2027 година, но без право на глас или не целосно интегрирана членка. И нормално, тука идејата е за укинување на едногласното одлучување во рамките на Европската Унија, односно иницијативата да се укине правилото дека за да се отпочнат преговори со некого да мора за тоа да гласаат сите земји членки на Унијата. Во последните години, како што знаеме, предводник на оваа идеја е председателот на Европскиот совет Антонио Кошта.
А за прашањето се погласно се зборуваше по противењето на Унгарија, односно противењето на сега веќе детронизираниот Виктор Орбан за членството на Украина во Унијата. Идејата тогаш не помина, а Орбан ја загуби власта. Сепак, уште на маса е поблагата верзија од таа на Кошта, да остане согласноста од сите земји членки за почеток и крај на преговорите, но за техничките чекори во текот на преговорите на кандидатките да се одлучува само со квалификувано мнозинство. Меѓу земјите која туркаат ова иницијатива се Австрија, Словенија, Германија и Италија. Значи, до сега стигнавме до колку? 4 идеи. И не се само овие 4. Германците неделава, еве, ни дадоа уште една. Германскиот канцелар Фридрих Мерц преку писмо до лидерите на Европската Унија предлага нова динамика за пристап на земјите од Западен Балкан и Молдавија преку постепено интегрирање. Тоа според Мерц значи дека земјите преку градење блокови постепено ќе ги прилагодуваат сопствените европски стандарди чекор по чекор. Ваквата идеја на Мерц ја става во контекст Украина геополитички, имајќи предвид дека земјата е во војна. Германскиот канцелар смета дека таа треба да добие статус придружена земја членка, која нема да има право на глас, а во меѓувреме постепено ќе го применува европското законодавство и буџетот. Проширувањето на Европската Унија е геополитичка неопходност. Сепак процесот на проширување трае предолго. Разбирливо е што ова создава фрустрација кај земјите кандидатки, а исто така и кај земјите членки. Затоа сум убеден дека ни е потребна нова динамика за Украина, како и за Западен Балкан и Молдавија. Мерц посочува дека ваквиот пристап би можел да помогне во тековните мировни процеси и создавање посилни безбедносни граници за Украина. Постепената интеграција би можела да се воспостави со градење блокови кои би можеле да бидат основа за целосна примена на соодветни области на политиката, а потоа да биде придружена со зголемена поддршка во процесот на спроведување на правниот поредок на ЕУ. Сето ова би можело значително да ги доближи земјите кандидатки до нас и со тоа да предизвика нова амбиција за понатамошни реформи, потребни за постигнување полноправно членство. Предлогот на Мерц се испраќа само неколку недели пред самитот на Западен Балкан во Црна Гора, закажан за почетокот на јуни. Значи, германскиот канцелар е официјално испратил писмо до своите колеги во Европската Унија во кое предлага забрзана и постепена интеграција преку привилегиран пристап до внатрешниот пазар на ЕУ и поблиско вклучување во европските институции. Според него, постепената интеграција би можела да се заснова на во наводници градење блокови, што би овозможили усогласување со европското законодавство чекор по чекор и зголемена финансиска и техничка поддршка. Со други зборови, Мерц предлага фазно членство. Чекор по чекор да добиваме привилегиран пристап до внатрешниот пазар на Унијата, да добиваме поголема финансиска поддршка и да имаме поблиска вклученост во европските институции во секојдневниот процес на донесување на одлуките. Значи, ова се само 5 од најпознатите меѓународни иницијативи со кои Унијата се обидува одвнатре да се реформира за да се избегнат глупите и апсурдни вета. Но ќе повторам, кога во јавноста се зборува за идејата, не знам, арбитражна комисија, извинете, иницијативата на Вајц, прием во ЕУ без право на глас, фазно членство или укинување на квалификуваното мнозинство, тоа не се иницијативи или тези кои потекнуваат од конкретна одлука од Брисел, туку од комбинација на предлози, академски анализи и политички дискусии за забрзано проширување во услови на геополитичка криза. И токму таа криза, посебно сега со Иран, е тоа што ми дава малку надеж дека некоја од овие идеи, дали германската, дали таа на Вајц, дали членството без право на глас или различен начин на гласање, може на ваков или онаков начин до некаде и да се остварат. И повеќето од ваквите идеи не се специфични за Македонија, туку за целиот Западен Балкан како пакет, а знаеме, главната цел е јасна – прием на Украина. Што ќе се прави со неа, дури ако војната продолжи или уште подобро ако конечно заврши. И покрај сите симпатии од повеќето европски земји и покрај желбите на многу европски државници, тие не може туку така Украина да ја направат членка преку ноќ. Има процедури, нели копенхашките критериуми, разни други условувања, барања за реформи и слично, со коите ние барем знаеме се мачиме со години. Тие важат и за Украина. Тие се официјален дел од документите и правилата на Европската Унија, сакале или не може да бидат заобиколени само поради Украина. Значи правилата на еден или друг начин ќе мора да се сменат. А ако се сменат, тие ќе мора да се сменат и заради нас, ќе влијат и на нас. Мене, ако ме прашувате, било која од ова да се прифати идеи, тоа би било квантен скок во нашите евроинтеграции. После 2 или 3 декади дремење и чмаење во чекалната влегувањето во ЕУ,
Па дури и со половина нога, дури и само да почнат преговори, ќе биде огромен чекор. Важно е што конечно ќе почнат да се отвараат границите, кој ќе донесе забрзување на технолошкиот развој на економијата, ќе добиеме и полиберално и поконкурентно општество. Ако било која од овие идеи го опфаќа и влезот на Македонија во единствениот пазар, кој меѓу другото носи и слобода на движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, што би се рекло главниот бенефит од членството, тогаш таа понуда треба да се зграпчи, да се прифати без размислување. И не само тоа, туку Македонија како држава треба да биде во групата што ќе притиска било која од овие идеи да стане реалност. Но сега тука постои и еден огромен абсурд. Добра и интересна идеја за размислување, но проблемот е што за неа треба да гласи и Бугарија, која тешко дека ќе прифати сама себе да се ги врзе рацете. Ова е оценката на експертите за германската идеја за нов механизам, според кој специјална арбитражна комисија би оценувала дали некоја барање на земја членка кон земја аспирант е според копенхашките критериуми или не, како на пример за тоа дали Гоце Делчев е македонец или бугарин, дали внесувањето на бугарите во уставот може да биде услов за преговори и слично. Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски вели дека таков модел во секој случај би бил добар, како за Македонија, така и за другите земји аспиранти, но вели проблем е дека според моменталниот начин на одлучување, за такво нешто би морало да се согласи и официјална Софија. Тоа е убаво звучи за нас, меѓутоа нема да ни го реши во овој момент проблемот. Тоа сигурно ако се постојат такви размислувања во Германија, тоа сигурно се насочени повеќе кон примањето на Украина, за која се плашат дека може да биде ветоизирана од страна на да кажеме Унгарија или пак Словачка. Така да би било многу тешко да се достигне до една таква промена, затоа би требало да се согласи во крајна мера и Бугарија. Но тоа е интересна идеја за размислување за воидни. Николовски вели дека подолг период во Брисел се водат дебати за промена на начинот одлучување за нови земји членки, но во прв план се уште евентуална промена на моделот, со цел одлуките да се носат со квалификувано мнозинство. Па во Европската унија се водат многу сериозни дебати околу начинот на примање нови членки и една од тие е и Германија, каде што поддржува некои од тие иницијативи. Меѓутоа, највеќе се однесуваат на квалификуваното мнозинство при одлучувањето за примање на нови членки. Дали може би ова еден вид порака кон земјите кои што сакаат на некој начин да блокираат други земји за членство? Може доколку е таа јавна порака и доколку се зборува повеќе за неа. Инаку идејата на германците со евентуалното арбитражно одлучување, механизам кој веќе бил во напредна фаза, да се избегне заглавување во однос на тоа дали ќе се воведе гласање со квалификувано мнозинство, затоа што земјите не сакаат да изгубат за нив важен инструмент кој на извесен начин ги штити. Во моментов постои иницијатива која предвидува Македонија заедно со Украина, Црна Гора и Албанија да стане членка на ЕУ на почетокот на 2027 година, со учество во работата на Советот, Комисијата и телата на Унијата, но без право на глас. Со овој модел постојат два задолжителни услови: усогласување со заедничката и надворешна безбедносна политика, што Македонија веќе го има исполнето, и владење на правото. Токму така, Бугарија може да стави вето на иницијативата за укинување на ветото. Тоа е тој глуп европски механизам кој сам со себе не може да се справи. Може би единствен начин да се заобиколи овој парадокс е да се убеди Бугарија дека и да се прифати било кој модел, дали е тоа арбитражна комисија или членство без право на глас, кое било, условот за устави измени би требало да остане на сила, не само заради Бугарија, туку и заради фактот што Брисел ретко се откажува од веќе поставените критериуми кои се дел од преговарачката рамка. Така што цената на оној проклет француски предлог, што го прифатија СДСМ и ДУЕ, дека во сите варијанти Бугарија ќе инсистира на уставните измени. И тоа не поради технички причини, туку поради политички интерес. И тука владата мора да опстои на својот став за условени измени, односно дека измените да ќе се направат, но тие ќе важат при конечниот прием на Македонија во Европската унија. Затоа било која ваква или слична идеја, која би имала јасни и црсти гаранции дека по уставните измени нема да има веќе никакви понатамошни уцени и вето од Бугарија, би требало да се прифати, па дури, како што реков, и да се форсира. А не да се слушаат дипломатски неписмени ликови од типот на Венко Бугари во Устап Филипче и други зачадени глави од опозицијските редови. Затоа што замислете, ние да одбиеме, а Украина, Црна Гора и Албанија да бидат ставени на брза лента и влезат во ЕУ, па макар ете и со членство од втора класа. Дури тогаш Македонија останува сама, изолирана, како слепо црево, не на Европа, туку на Балканот. Тогаш ќе видиме што значи притисок за уставни измени и нови вето од Бугарија. Ама не. Христијан Мицковски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени.
Да не ви се верува. Вели, ајде да го смениме уставот без било какви гаранции, така ќе ја споделиме одговорност. Која црна одговорност? Всушност да, Венко Бугари во устав Филипче очајнички бара начин да го воблече ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски во нивната кал и заедно да ја споделат одговорноста за предавството што го направија во минатото. Прво со името, па со договорот за добрососедство, па со францускиот предлог и сега на крај со уставните измени. Ова е апел на Филипче до власта, таа е да седне со нив и да потпише нова капитулација. Па така, ете да застане рамо-рамо заедно со него и со Заев и да ја споделат одговорноста за предавствата. Веројатно и самиот е свесен дека ако остане вака или ако власта извојува некоја победа со јасни гаранции, ќе излезе дека само СДСМ потпишува капитулации. А како намерно да брза, како да чувствува дека нешто може да се смени во Европската Унија, да биде прифатена, например, некоја од оние иницијативи за кои ви говорев, па да испадне дека направиле фатална грешка додека беа на власт и дека предавствата на нивната влада ќе бидат уште поголеми. Да не ви се верува. Наместо да стисне заби и да види дали некоја од оние иницијативи ќе помине, па Македонија барем малку да куртули, тој запнал Бугари во устав, па Бугари во устав. Еве, не мора да ја поддржува владата. Абе, само нека престане да врши притисок и да ровари одвнатре. Нека не повторува како папагал. Само нека почека малку да видиме, еве дали Европската Унија ќе смени нешто. Не, тој мора да го оправда предавството сторено од неговиот другар Заев. Всушност, сега ми текна, може се да му замерите на Филипче. Буквално за се. Ама мора да му се признае дека е верен другар. Ете, подготвен е да биде запаметен како невиден предавник во колективната меморија на македонецот, ама важно ќе му остане верен на Заев. Заедно ќе тонат. А не дај Боже да направи нешто за државата, како на пример што направија нашинците од Германија. Имено Централниот совет на германците во Германија, со седиште во Берлин, поднесоа формална жалба до председателката на Европската комисија поради тешки повреди на основните договори на Европската Унија во рамките на преговорите за Македонија. Централниот совет на македонците во Германија е регистрирано здружение според германско право со седиште во Берлин кое ги представува и застапува граѓаните со македонско потекло кои живеат таму. Жалбата се однесува на идентитетско-политичките барања на земјата членка Бугарија, кои не се заснуваат на правото на ЕУ, туку на билатерални национални интереси, кои се во спротивност со духот на примарното право на Унијата. Конкретно, овие барања се содржани во оној протокол од втората заедничка владина конференција од 2002 година, која преку упатување е вграден во преговарачката рамка за пристапување. Затоа бараат бришање на упатувањата кон овој протокол. Одлука на Европскиот совет со кој изричито се утврдува дека прашањата за националниот јазик, идентитет и историја не се составен дел од пристапните преговори и барање за покренување постапка против Бугарија, односно постапка за повреда на договорите. Што не направи вакво нешто Филипче, нека пише. Не, тој ќе пишува писма со кои ќе кодоши владата и ќе им се нуди на странците дека ете тој е спремен по секоја цена да ги стави бугарите во уставот. И да е само тоа, ќе кодоши дека ете не ги спроведувала реформите. Македонија на врвот како најнапредна во реформската агенда, со реформи во образованието и дигитализација до европски пари. Потврда за успехот пристигна и од Европската Унија. Денеска Европската комисија ни одобри најмногу пари или 65,7 милиони евра од планот за раст за Западен Балкан. Во Македонија оценетите реформи вклучуваат мерки за подобрување на финансирањето на основното и средно образование и мерки за проширување на пристапот до дигитална инфраструктура и IT опрема во училиштата. Од предвидените 65,7 милиони евра, 30,6 милиони евра ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека преостанатите средства се достапни за инвестициски проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Средствата што се наменети за инвестицијската рамка за Западен Балкан, откако ќе бидат одобрени од одборот, ќе поддржат инфраструктурни проекти во одржлив транспорт, чиста енергија, дигитален развој и развој на човечки капитал. Проектите ќе се спроведуваат во тесна соработка со партнери од Западен Балкан и меѓународни финансиски институции. Европската комисија одобри 159 милиони евра за Македонија, Албанија и Црна Гора во рамки на програмата за реформи и раст. Најмногу пари добива Македонија 65,7 милиони евра, за Албанија следуваат 49 милиони, а за Црна Гора 44,2 милиони евра.
Овој потек следи по третото барање за исплата и позитивната оценка на комисијата за направените реформски чекори спроведени во областите образование и дигитализација во Македонија и деловна конкурентност и иновации во Албанија и Црна Гора. Со ова паѓаат во вода обвинувањата на опозицијската СРСМ дека Македонија доцни со спроведувањето на реформите. СРСМ постојано критикува дека повеќе од 2 години не е направен значаен напредок во исполнување на реформските обврски, додека роковите за нивна реализација се при крај. Со ова одобрување за исплата, вкупниот износ ослободен од оваа програма достигнува 212,8 милиони евра за Албанија, 89,3 милиони евра за Црна Гора и 142,1 милиони евра за Македонија. Планот за раст за Западен Балкан беше усвоен во 2023 со цел земјите партнери од регионот да имаат придобивки од членството пред нивното пристапување кон ЕУ. Тој треба да ги интегрира државите во единствениот пазар на ЕУ, да ја унапреди регионалната економска соработка, да ги продлабочи реформите поврзани со ЕУ и да го зголеми предпристапното финансирање. Крајната цел е забрзување на процесот на проширување и растот на нивните економии. Ајде сега, кој е тој што шири лажни вести? Израелски Мосад, ајде српски тајни агенти, ајде нели ние Орбановите медиумски мрежи. Ама сега, според неговите глупи тези, и самата Европска Унија шири лажни вести. Поголем демант од ова нема. Европската комисија испрати една од најпозитивните пораки за Македонија во последниве години, оценувајќи дека земјата покажува сериозен напредок во спроведување на реформите поврзани со Европскиот план за раст на Западен Балкан. Во документот, кој што видовте, кој е објавен во Брисел, Македонија практично е издвоена како еден од најподготвените партнери во регионот кога станува збор за исполнување на реформските обврски и користењето на европските фондови. Станува збор за механизам тежок 6 милиарди евра, преку кој Европската Унија сака да го забрза економското приближување на Западен Балкан кон европскиот пазар. За разлика од претходните инструменти, овој механизам е строго условен. Парите се исплаќаат само ако државите навистина ги реализираат реформите што ги ветиле. Токму тука Македонија добива високи оценки, бидејќи според анализите на Европската комисија, македонската реформска агенда е меѓу најструктурираните и најконкретните во регионот. Дополнителна тежина на позитивните оценки им дава и фактот што Европската комисија нели ни одобри нов пакет финансиска поддршка во рамките на овој план, при што Македонија се најде меѓу трите држави што успешно ги исполниле условите за нова исплата. Станува збор за пакет вреден 158,9 милиони евра за Македонија, Албанија и Црна Гора, што Брисел ги толкува како доказ дека овие земји покажуваат конкретен напредок во реализација на реформите. Од овие пари, 65,7 милиони евра се наменети за Македонија, при што 30,6 милиони евра ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека останатите фондови ќе бидат достапни за инвестициски проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. За споредба, Албанија ќе добие 49 милиони евра, додека Црна Гора 44,2 милиони евра. И која е реакцијата на СДСМ и Филипче на сето ова? Европската комисија стави на располагање 65,7 милиони евра за Македонија. Овие средства ги добија сите земји кандидати од регионот како дел од планот за раст на Западен Балкан, освен Србија. Зашто Србија не ги доби? Затоа што сестринската партија на ВМРО, СНС на Вучич, со години ги блокира реформите. Не ја спроведоа реформата на правосудството, туку воведоа закони во целосна спротивност на препораките на ЕУ. Исто така постапува и Мицковски. Не ги измени законите за правосудството согласно европските препораки, а судовите и обвинителството се целосно партизирани. Чекајте сега. Србија не доби пари затоа што не спроведува реформи, а Македонија доби пари, ама и таа не спроведува реформи. Не ги разбирам. Ако услово да се добијат тие пари е да се спроведување на реформската агенда, како тогаш Македонија ги добила побогу парите? Господ не може крајот да им го фати на овие. Фали уште протести за ставање на бугарите во уставот да ни направат. Ама не знаат дека нема здраворазумен македонец што ќе излезе со нив на улица. Затоа им предлог алтернатива. Нека му сврти малку на стариот другар Ахмети.
Веење албански знамиња, извикување на УЧК, шутирање кучиња, тепачки меѓу себе. Некој од страна да го гледа ова ни на крај памет нема да му текне дека станува збор за протест во Македонија. Ова нема врска со некакви си студентски протести. По неколку месеци политички изолација, ова е само нов обид на Дуи Ахмети да се факторизираат. Ваквиот наводен протест на некакви си студенти за полагање на правосуден испит со се целиот оној националистички декор и увезените студенти од Косово и Албанија е само доказ дека Дуи Ахмети се очајни и повторно вршат политичка злоупотреба на едно обично прашање за кое владата веќе се обидува да најде решение и преку него се обидуваат да го истуркаат старо-новото сценарио за дестабилизација на Македонија. Но еве и нека биде студентски протест. Ајде да навлеземе во суштината и да поразговараме за меѓунационалните односи, односно потребата на јазиците во Македонија. Да, факт е дека кога ЗАЕФ и СДСМ стапнаа на власт во 2017, прва работа што направија е усвојување на законот за двојазичност, кој нели, ако памтите, беше дел од така наречената тиранска платформа. Или со други зборови, тоа беше првата рата што СДСМ му ја исплати на Ахмети и Дуи за тоа што тие го предадоа ВМРО ДПМН и составија влада со СДСМ, иако победник на изборите беше ВМРО. Уште тогаш кажувавме кои може да бидат последиците од ваквиот закон. Имено денеска албанскиот јазик и формално и суштински, сакал тоа да го признам или не, е втор службен јазик во Македонија. Речи си, ама не целосно, равноправено со македонскиот. Нема што да гледаме во устав, во закон за да го видиме тоа. Еве да ги видиме надписите на таблите во Скопје, Тетово, Гостивар, па дури на граница. Да ги погледнеме своите лични карти и други документи. Па сами ќе се увериме во тоа. И тоа ме вади од такт. Јас сум еден од оние на кој ова воопшто не му се допаѓа и фактот што во Македонија има некој вид на двојазична федерација. Но исто така сум свесен дека еднаш стекнати основни човекови политички права на некое малцинство стануваат трајни и непроменливи. Значи тоа е последица главно од законот за двојазичност. Тоа е тоа предавство на СДСМ. Но едно големо но. Во Уставот, дури во спорниот закон за двојазичност, јасно и гласно се вели дека службен јазик е македонскиот. Што пишува таму? На целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, во случајов албанскиот јазик, исто така е службен јазик и неговото писмо, согласно овој закон, во сите органи на државната власт во Република Македонија. Централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии и правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо и јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните и неговото писмо, на начин определен со овој закон. Тоа нели вели законот, но што вели Уставот? На целата територија во Република Македонија и во низините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик како што е определено со овој член. Кој било граѓанин кој живее во единиците на локална самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, во комуникацијата со подрачните единици на министерствата може да употреби кој било од службените јазици неговото писмо. Во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласно со закон. Да, како што видовте и албанскиот, но ако видите во самиот текст пишува покрај или исто така македонскиот, значи покрај или исто така се клучни зборови. Значи не пишува службени јазици се македонскиот и неговото кирилично писмо или албанскиот или јазикот што го зборуваат најмалку 20%, туку пишува покрај или исто така. Јас не сум правник, но ова покрај или исто така за мене значи дека македонскиот јазик е прв службен јазик во оваа држава. Точка. Секој друг службен јазик може да се користи, но познавањето на првиот службен јазик е задолжително и секој треба да го знае. Значи дека никој македонски функционер нема обврска да знае или да се обраќа на албански. За разлика од македонците, албанците мораат. Сега, ако некој не сака да го научи првиот службен јазик, нека не го научи. Ако само не знам како би завршил школа. И ако не го знае, последиците за непознавањето ќе си ги трпи сам. И за тоа нема да му биде виновен никој. Студенти што морат да го дадат испитот на македонски јазик, а на вистина, знаеш што? Има некои работи, јас можеби знам македонски, знаеш, ама некои работи не ги знам македонски јазик. Така да имаме препреки, значи, во зборувањето.
И сега не можеш ти како студент да учиш албански, а македонски да го дадеш испитот. Тоа е проблемот. Има и многу други други прашања, знаеш што се во текот. А у студентов, да, може би е студент кој со години студира или пак ете го на постари години решил да почне со студиите. Нели, никад не е касно. Но прашање, како тоа не го знае службениот јазик на државата во која живееш и за тоа се жалиш? Па нормално ќе имаш препреки. Кој би немал? Како што реков, да, и албанскиот јазик е службен, но како втор, значи како алтернатива, додека македонскиот мора да се знае. Како тоа македонците во Албанија знаат албански? Како македонците на Косово знаат албански? Како македонците во Бугарија знаат бугарски? Или тие во Грција знаат грчки? Па така, драги мои сограѓани, и вие овде во Македонија, ако сакате да имате, како што вели, да немате препреки, тогаш мора да го знаете македонскиот јазик. Друга многу важна работа. Во Македонија, нели, прв службен јазик е македонскиот. Точка. Така пишува во уставот и законите. Согласно тоа, значи согласно уставот и сите закони. Сите напишани закони се на македонски јазик. Да, ги има и на албански, но уставотворците и творците на законите ги пишувале на македонски, така што тие што се на албански се само превод. Во една осетлива област, како што е правото, секој збор е точно измерен на кантар. Секоја мала промена, секоја мала недореченост, секоја мала недоследност може да има далекосежни последици. А сите знаеме дека при секој превод се губи помалку од самата суштина на оригиналот. Еве лично ќе ви кажам дека кога бев помлад хонорарно работев како преведувач од шпански и па после тоа и долги години работев како дописник на свенската агенција Reuters и пишував на англиски. И при секој превод на било кој говор, нормално како и на секој јазик, помалку се губеше од суштината. Еве да не биде дека јас се правам паметен, прашете било кој професионален преведувач. Сега замислете, земете еден закон кој е напишан на еден јазик, па го преведувате на друг и поради малата промена во преводот, нели секој превод трпи промена во суштината, тој може на друг начин да биде толкуван и од тоа да зависи нечија судбина пред суд. Затоа што ако утре правосудниот испит се полага на различни јазици, со различни правни толкувања, тогаш полека доаѓаме до ситуација во државава да имаме две паралелни реалности. А правото е многу чувствителна работа. Една запирка менува пресуда, не па различен јазичен контекст. Македонија не смее да стане држава каде законите секој ќе си ги чита како што ќе му одговара. Значи барањето нема никаква основа. Друга клучна работа. Дуи Ахмети. Абе луѓе, цели 20 години беа на власт. Како тоа не успеа во цели 2 децении да го решат овој проблем? Веројатно, знајки го сето ова и знајки дека исто како и оние од СДСМ не може да соберат било кој да ги следи, затоа на помош ги викаа студентите од Косово и Албанија. Студенти од други држави доаѓаат во ваша земја да се бунат за прашање која нема врска со државата од каде доаѓаат. И не е само студенти да увезуваме. Амбасадорот на Албанија во Македонија, Денион Медани, бил повикан во македонското МНР по неговата јавна поддршка на протестот на студентите албанци во Скопје и нивните барања, дознава Канал 5 од своји извори. Според информациите на средбата не присуствувал Медани, туку го испратил неговиот заменик на кого му бил пренесен усмен демарш во врска со изјавите на Медани кои се оценети како несоодветни и на граница меѓу вообичаената дипломатска комуникација и потенцијално мешање во внатрешните работи на земјава. Медани, инаку според најавите од официјална Тирана, би бил ротиран на амбасадорската позиција во Приштина, а на негово место во Македонија би дошол Петрит Малај. Иако дел од албанските медиуми пренесоа дека неговата смена доаѓа на барање на македонските власти, албанското МНР го демантираше тоа и потврди дека станува збор за ротација која е во согласност со дипломатските практики. Значи, не само граѓани од други држави, туку и амбасадор на друга земја си зема за право јавно да си дава изјава за внатрешните работи на земјата домаќин, но и изјава која може да ги наруши незините национални интереси. И кутрово МНР повеќе работа има со домашни проблеми отколку со дипломатија. Не само МНР, туку цела влада. Значи, Македонија не само што има проблеми со соседите, тоа е една работа, туку што има сериозни проблеми однатре. Една работа е кодошењето на Венко, бугари во устав Филипче, а втората е овој очајнички обид на воинствениот Ахмети, кој со албанските националистички барања очајно се обидува да се спаси себе си и својата партија. И после им се љутиме на странците што се збунети и некогаш прават непринципиелен притисок. Па како нема? Додека владата во моментов е во голема офанзива ете да ги одбрани македонските национални интереси пред се од бугарските уцени, вие го имате лидерот на опозицијската партија кој се нуди како млада невеста и ровари однатре.
Сушно знам ја зашто на Филипче му е гајле за Гоце Делчев. Му смета неговата мисла, нема поголемо предавство од тоа да го ограбиш сопствениот народ. А токму тој и СДСМ и ДУИ го направија тоа додека беа на власт. И мислам дека тука е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.